Девојки, што ви се лицата вакви? Добре детето. Што ви се случува како да жалите сте? Праша е Берен за тоа. Од каде можев да знам дека така ќе заврши туба? Ке ми кажете веќе што се случува тука? Тето, Назим дојде до дома. Кога тато слушна како зборувам со него на телефон од нервоза, излезе надвор. И што се случи? За среќа бил во колата. И штом тато го видел, избегал. Фала Богу, воопшто не ќе беше добро да се соочат. Туба, Берен не сакаше да испадне така злато. Не е добро што во вакви ситуации се спротивставуваат една на друга. Тето, тато забрани да излегуваме од дома. Не се знае кога тој скитник ќе биде фатен. Што ако трае со недели вака без да излегуваме од дома? Туба, ти се извинив, ќе затвориш ли веќе темавата, молам? Девојки, сега треба да се држите една до друга. Татко ви ќе пријави во полиција и се ќе се реши. Како мисла да го обвинат човекот, зарем има докази во рака? Господи Боже. Што е? Како да ви потонале сите бродови? Не доаѓам на работа, Али. Дојде време да ја решам конечно оваа работа со Назим. Утре прва работа ќе ти биде да го однесеш седето во полиција, се разбираме ли? А патем, побарај го и господин Фарук утре да дојде дома, а не во компанијата. Сега не сум во состојба и со него да разговарам. Може да заборавам. Те молам, јави му се и кажи му. Во ред? Госпоѓо Силда, да ја поставиме масата тука или во градината? Подготвија тука и мине навечер е многу свежа. Емине? Што прават другите? Фатма и Несрин се во собата, а Ипек е во кујната, ми помага мене. Добро. Му благодарам на Бога се смириле. Ова, господјо, Ипек не е виновна. Ама колку и да ја излудува Фатма, Ипек не требаше така агресивно да се однесува со неа. Не требаше. Селда, што се случува повторно, жити Господ? Ипек ја нападнала Фатма со нож. Како така? Со нож велиш, навистина? Да, во куќава нема ден без некоја случка. Не ми се верува. И јас не знам што да кажам. Добро што не ја повредила жената. Господјо Султан, Ипек навистина не е вперен нож на Фатма. Ама Фатма инсистира дека тоа е така. Како и да е, Емине, те молам кажи и на господја Фатма и Ипек да дојдат кај мене во работната соба. За да можеме да дознаеме што се случило. А да разговараш со нив по вечерата, Керем и онака Селдан сме напнати. Не, Селда, сега ќе разговарам. Навистина многу ми здодеа од глупостите што се случуваат постојано во мојата куќа. Секондам Керем виднаш ќе избрка Ипек. И јас така предпоставувам. Многу ме вознемируваше нејзината сличност со Севим, ама со времето се навикнав. Кога прв пат ја видов, помислив дека Севим стои пред мене. Изненадувачки се навистина слични. Знаеш ли дека дури и помислив дека имаме некоја роднинска врска? И јас го помислив истото. Колку се понадевав дека може би е мојата кирка. Може би Керем има право да ја избрка. Ова многу ќе ме разочара. Но и тоа што го стори не е за простување. Се надевам дека Фатма претерува. Ако Фатма лаже, тогаш таа треба да си оди. Ми здодеа веќе од Несрин и Фатма, мамо. Не сакам да се расправам со нив повеќе. Ако Фатма лаже, не смее да и се прости. И онака ќе се преселат во помошната куќа, нема да бараме помош во домашните работи, ќе ги држиме подалеку. Не сакам повеќе да слушам Фатма како кажува дека мажот ти умре поради нас. Не сакам.
Не може вака затворени во соба, Керко, да одам долу да им помогнам на овие. Ние за волкот на врата. Мене дојде да праша зашто не се семнуваме долу. Јас па си реков каде се задржа, Емине. Какви кавгаџики сте вие, бе? Уште не знаете ни зошто сум дошла? Не должи. Што сакаш? Господин Керим сака да те види во работната соба. Доаѓам. Влези. Повели и пек седни. Точно ли е тоа што го кажува господја Фатма? Вели дека си ја нападнала со нож, така рече. Во ред? Да почнеме од почеток тогаш. Зошто се скаравте со господја Фатма Ипек? Господја Фатма, понекогаш се однесува многу непристојно. И постојано неумешно ги коментира работите што не ја засегаат. Ќе разговараш отворено со мене, те молам? Кажува секакви глупости за тоа што останувам тука во оваа куќа. Знам дека ќе ме избркате од работа, господине Керим, па затоа ќе зборувам отворено. Видоа дека понекогаш со господин Синан разговарам за предметите и за испитот. Господинот Синан ми поземи книги за предметите. Добро. Господја Фатма ми префрлува дека меѓу мене и господин Синан има нешто. Вели дека се обидувам да се сместам во куќава, а јас само се трудам да заштедам пари за факултет. Зарем повторно се скаравте за ова? Иако добро сватив, велиш дека зборува глупости бидејќи ти остануваш во куќава, така? Господја Фатма ме праша дали останувам тука поради мојот очув. Дали тој мене ме... Слушај, Ипек, мила. Се уште си премногу млада. Целиот твој живот ќе се среќаваш со луѓе што ќе те вознемируваат и ќе те нервираат и мораш ти некако да ја исконтролираш таа лутина. Да прибегнеш кон насилство при секоја лутина е непросливо. Не можеш така, навистина. Нели? Влези. Сте сакале да се видите со мене, господине Керим? Да, Фатма. Ипек ти можеш да излезеш.